пред новогодишно ваше обраќање имавме едно. И кога ниеден новинар и медиумите многу не се занимаваа, тоа беше некои си добри 4-5 месеци пред Букурешт да се случи. Букурешт ни се случи, сакам една паралела Букурешт со ова што ни се случи, Фуере вика не ги споредувајте, сосема се различни овие работи, мада ја не ги гледам, имам одбивање од двете страни, а вие рековте тогаш, кај мене во емисија, рековте дека ако се бара промена на името на Република Македонија, за да влеземе во НАТО, ја не се согласувам со тоа и останавте на тој став. Мислам, остана. Промена не, дали останавте или не навлегувам, но остана тоа така и ми се случи Букурешт. Ми интересира, дали Букурешт и ова одбивање во Брисел можеме исто да ги споредиме во таа тежина? Тоа беше денески исто една од дискусиите. Една од дискусиите исто така беше и да нема евроскептицизам. Ја мислам дека нема евроскептицизам. Фуера апелираше до лидерите да внимаваат да не се создаде евроскептицизам во Македонија. Некои дури рекоа дека веќе го чувствуваат. Моето мислење е дека во Македонија, и тоа го кажав таму, дека во Македонија во овие денови после Брисел имаме практично разочараност од тоа што се случи во Брисел. Огромна. Имаме... Ја ќе ви кажам спрема граѓаните со кои контактирам секој вечер. Имаме чувство на неправда. Тоа не е евроскептицизам. Но во секој случај лично мислам и дека нема ни да се развие до таа мера евроскептицизам. Са можеби некои индивидуи ќе се разочараат до таа мера што не знам ќе предат во евроскептици, но генерално не е ситуацијата така. Тоа беше едната тема и втората тема беше мислам дека Јован Манасиевски го отвори прашањето и праша отворено дали е точно дека како гледаме на ова со Букурешт споредбата. Јас мислам и овде ќе употребам на работа што ја кажа пред малце околу формата и суштината. Формата меѓу Букурешт и Брисел е различна. Таму имавме јасен заклучок во кој што се кажува, кратко кажано, парафразирано, договорете се за тој проблемот, па потоа ќе влезете во НАТО, односно ќе ја добиете поканата. Но, дека Македонија направила се и дека е спремна да влезе во НАТО. Тоа не го повторам. 1000 пати е повторено, дека реформите се исполнети, модернизацијата е направена, условите, бенчмаркови, тоа го кажа сега и во Европска унија. Значи, имавме извештај на 14 декември со кој што добивме позитивно мислење и препорака за почеток на преговори со обзир дека земјата направи прогрес, напредок, исполни бенчмарковите, реформите. Значи, да не беше прашање во Соимево, ние веќе ќе имавме датум за преговори, така? Да не беше прашањето со името, со сигурност немаше да биде тема дали ќе добиеме датум. Значи не можеме да збориме дека земјава нешто заостанува во своите реформи и така натаму. Да не се разбереме погрешно. Ние имаме уште многу работи да исправаме, уште многу слабости. Но датум заслуживме. Но за датум ги исполнивме условите. Токму тоа ми за датум ги исполнивме и тоа го кажа и Оли Рен и сите го кажа. Сите го прифаќаат тоа. Без било какви дополнителни условувања. Например, немаше условување имате позитивен извештај, ама не знам до 7 декември да завршите, не знам, тој сектор некоја уште реформа. Не, кажа, сработено е тоа што треба за сега да се сработи, за да се почнат преговорите. Се разбира, во текот на преговорите ние ќе имаме уште многу работи да подобриме. Преговорите ќе траат 3-4 години и ние за тоа време ќе имаме дупла повеќе работа него до сега. Но, значи, формата е различна. Таму имаме такво кажување, тука имаме кажување дека ќе се навратиме на прашањето во следното председателство. Но суштината е дека ни на едното место, ни на другото, како што кажува Грција, ние нема да можеме да ги почнеме преговорите доколку не се дојде до одредено решение, кое што за нив ќе биде задоволително и кое што они ќе го прифатат. Затоа што и во овие 6 месеци што доаѓаат, ние да продолжиме со реформи, со модернизација, значи тука да не ни стават забелешка, да продолжиме со разговори со Грција. Ако не најдеме со нив решение, тие, не знам, во март или во јуни, ќе најдат некоја друга можност, пак да се одложи или па во крајна инстанца ќе го блокираат класично. Имаат право да го блокираат. Барем такви се сега нивните однесувања и такво дознание даваат. И од таа гледна точка, ние многу
Немаме кој знае колкава разлика од тоа што беше во Букурешт и тоа што е сега. Има разлика, но не преголема. Значи, јас во една прилика реков дали во овој последен извештај софистицирана варијанта на Букурешт. Дали сме условени решете го проблемот со името, па ќе добиете датум за преговори? Формално не, неформално да. Неформално да. Значи формално во текстот нема такво условување. Неформално врачињата на гранките знаат дека тоа е тоа. Покренавте процес пред меѓународниот суд за ставањето на вето на Грција за интеграцијата, што значи излегување на Грција од времената спогодба и ние го почнавме, вие го почнавте, тој процес. Да, процесот е во тек. Процесот е во тек. Но ме интересира една работа. Дали Грција може да се излече од таа работа, бидејќи формално не беше ставено вето? Формално во Букурешт ние не добивме вето. Мислам дека не може, од причина што тоа не советува исто и експертите што ги ангажират од Америка, од Англија и од не се сеќам од која трета држава беа. Од причина што во договорот во 95 година не пишува дека Грција нема право да не блокира и да стави вето, туку нема право да попречи за членување во мултилатерална организација доколку земјата се согласи да влезе под привременото име поранешна Југословенска република Македонија. Има премногу докази дека тие попречија, а има толку многу изјави во кои што тие самите кажуваат дека попречија, што веќе нашите адвокати не викаат не ги праќате и веќе ги имаме многу. Значи имаме толку многу изјави за пред судот на самите грци, на самите функционери од Грција, фалејки се дека не попречиле, блокирале и така натаму, што едно време МНР ги, Министерството на дворешни ги праќаше од време на време како ги собираше и како ги преведуваше. И едно време од таму ни јави адвокатите, доволно е, не праќате премногу материјал доказан. Зошто ве така што од таа гледна точка навистина било изненадување за мене доколку они докажат дека не попречиле, пошто самите кажаа дека не блокирале. Винстон Черчил вели потребно е еден политичар да биде визионер, но не да гледа премногу далеко, туку во блиска иднина. Ме интересира, дали размислувате во некои други варијанти, бидејќи се соочуваме со просто невозможна ситуација. А тоа е невозможна ситуација дека проблемов еве со години се преговара, без оглед кој преговара, без оглед, ја мислам дека нема политичар ни најрадикален македонски политичар, проевропски или прогрчки, кој би се согласил на сите можни промени што грците ги бараат. Искрено верувам во тоа. Може би сум наивен, но тоа е искрено. Но ми интересира, дали со овој процес се размислува дека ако ова продолжи вака, а не може во недоглед да продолжи, не може да и станува невозможна мисија, дали се размислува за некои радикални потези? Прво, да ви кажам, должен сум од името на гледачите кои се јавуваат овде, бараат прекин на преговорите. Второ, ова е све идеја од гледачите. Наивне или не, јас само чувствувам должност и од оние писма што сум ги дал. Прекин на преговорите, бидејќи на сите им е јасно дека нема политичар, а и тој што ќе се одлучи на такво нешто, ќе мора да се соочи со страшен радикализам кој ќе произлезе после во Македонија. Наводно, не знам, предпоставувам. Ако некој подпише промена на име, промена на идентитет, промена на јазик, промена на црква. Прекин на преговори и да отпочнеме преговори за прием во Обединетите нации под нашето уставно име. Колку е ова научно фантастика, колку е реално, колку може еден политичар да го има во некоја фиока, затоа што и не знам како ги гледате вие. Може ли уште 5 години оваа статус кво ситуација? Грците гледам немаат проблем да не држат уште долго. Од друга страна, почувствувавме у некои изјави као за 6 месеци до година дена, како што вели Папандреу, ќе го решиме проблемот. Знаете, вака, кога го слуша него човек, се добива впечатление дека он навистина сака да го реши проблемот, но во најмала вака факт е дека не сакаше сега да го реши. Ја не знам како ќе биде понатаму. Кога говори, јас вака кога го слушам по телевизија и така, имам впечаток дека како да сака, но кога ќе седнам да зборам за суштината, комплетно ми се менува впечатокот. И сега, во твоето излагање имаше по мене два дела, би ги одвоил. Првото е прекин на преговорите и второто е одење во Обединените нации. Околу првото. Има
по мене две причини најмалку заради кои што мислам дека тоа не е добра варијанта. Има и повеќе, но ќе се задржам на две. Прво, јас сум премиер, председател на влада. Јас сум платен од граѓаните и избран да барам решенија на проблемите